На средбата со граѓаните од општина Карпош, Каја Шукова, кандидат на СДСМ за градоначалник на Скопје, упати остра критика до актуелната локална и централна власт предводена од ВМРО ДПМНЕ, за како што рече 4-годишна блокада и неспособност да понуди функционален концепт за јавен транспорт. Додека скопјани мака мачеа со хаосот во јавниот превоз цели 4 години, ВМРО ДПМНЕ го блокираше проектот за БРТ, иако нема и се уште немаат никаков концепт. 4 години не понудија ништо, скопјани ги оставија сами да чекаат предолго и да не знаат дали воопшто ќе има автобус, да се варат по горештините или да мрзнат кога е ладно. Денес ретерираат и велат дека ќе го разгледале, па што чекаат 4 години, рече Шукова. Таа нагласи дека како иден градоначалник целосно ќе го спроведе проектот за БРТ, кој е вистинско решение за јавниот превоз во Скопје. Пред кино Маџари во Газибаба пуштено е ново современо детско катче, наменето за безгрижна игра и детска радост. Со внимателно избрани реквизити и соодветно уреден простор, создадовме средина каде децата ќе можат да играат безбедно, а родителите да се чувствуваат спокојно, известија од општината. Катчето, како што објасни градоначалникот Бобан Стефковски, е опремено со најсовремени реквизити за детска забава, лулашки, тобогани, баланс елементи и креативни едукативни содржини. Поставена е и најновата генерација гумена подлога која обезбедува безбедност при игра, но и отпорност на временски услови и долготрајна употреба. Ова 70-то детско катче е доказ за континуитет, планирање и доследна работа во интерес на најмладите жители на нашата општина. Децата се иднината на секое општество. Тие заслужуваат безбедни и инспиративни простори за игра и развој, порача првиот човек на Газибаба Бобан Стефковски. Во населбата Кале е отворено фудбалско игралиште со современа подлога, информираа од општина Центар. Оттаму појаснија дека покрај тоа што на игралиштето е поставена нова заштитна ограда, уредено и детското катче, а поставен е и летниковец за одмор и рекреација. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски истакна дека со оваа инвестиција општината продолжува со активното унапредување на јавните простори во сите маала. Изминатиот период инвестиравме во нови спортски и детски игралишта во Центар. Се грижиме да бидат модерни, функционални и достапни за сите, затоа што активниот живот и квалитетниот јавен простор се приоритет за нас, изјави Герасимовски. Во текот на летниот период, додека учениците се на распуст, општина Ѓорче Петров интензивно работи на санации, реконструкции и унапредување на условите во сите основни училишта на својата територија. Градоначалникот Александар Стојковски изврши увид во тековните активности во основното училиште Страшо Пинџур, каде се реализира санација на оштетените подови во училниците и ходниците на површина од 780 квадратни метри. Се заменуваат сите дотраени врати, а за прв пат се интервенира и на водоводна и канализацијската мрежа, која досега не била обновена. Паралелно се врши и санација на санитарните јазли, со што значително се подобруваат внатрешните услови за наставниот процес. Од општинското комунално претпријатие во Газибаба објавија дека нивните екипи секојдневно спроведуваат акции за чистење на јавни диви депонии и уредување на јавни површини во сите делови на општината. Оттаму апелираа до сите граѓани да го депонираат отпадот на предвидените места. Синоќа на плоштадот во Петровец, актуелниот градоначалник на општина Петровец и кандидат за реизбор Борче Митевски имаше обраќање пред голем број граѓани и представници од политичкиот и бизнис сектор. Тој се заблагодари за поддршката во изминатите години и изјави дека е горд што по петти пат ќе има можност на предстојните локални избори да ја побара довербата од жителите на општина Петровец. Накратко даде отчет за сработеното во последната година, но и за сите тековни и идни проекти кои треба да се реализираат во наредните 2 години. Со моето прво седнување како градоначалник на градоначалничкото место, општинската каса беше целосно празна. Но со макотрпна работа, јас како градоначалник, заедно со советниците од Советот на општината, општинската администрација и заедно со вас, мои сограѓани, успеавме општина Петровец да направиме привлечно место за живење на голем број брачни парови, но и на останати сега веќе жители на општина Петровец. Општина Петровец е една од ретките општини во Македонија, каде бројот на жители е зголемен за околу 1000 жители, согласно пописот од 2021 година во однос на пописот од 2002 година.
Поради снимање филм, вечерва во периодот од 20 до 04 часот, затворен за сообраќај во двете насоки ќе биде булеварот 11 октомври, на потегот од крстосницата со улица Даме Груев до крстосницата со булевар Кочо Рацин во Скопје. Како што соопшти МВР, сообраќајот ќе се пренасочува по околните сообраќајници. Од Министерството за внатрешни работи апелираат до граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници.